Во Штип синоќ се одржа првата полуфинална вечер на Макфест 2016. На сцената на 31-то издание на Македонскиот фестивал на забавна музика настапија 15 изведувачи од земјава и странство. Избрани се и првите 10 финалисти кои ќе настапат и во сабота вечер, односно финалето. А на сите досегашни изданија на Макфест се пееја и се уште се пеат песните на композиторот Григор Копров, кој за Канал Плюс изјави: Министерството за култура направи многу за творците на поп музиката. Значи со овие субвенции да се стимулира, никогаш не било тоа и тоа мора да се искрено каже човек кој тоа е факт. Значи, меѓутоа, за жал, не го немаме ефектот. И ја жалам, значи искрено жалам што флоскулата или тоа што го важи на Балканот во Македонија, не играј, не пеј, не свири, ние го слушивме, да не видам сватем погрешно. Значи, не може туѓа музика овде да биде над нашата музика. Според новиот систем на гласање и самите пејачи гласаа за нивните колеги, поточно за тројца од нив за кои сметаат дека имале најдобра песна. На нив се додаваа гласовите од телеволтингот и жирито. Кога ќе се соберат сите, се добива единствена бројка која е претворена во евровизискиот систем на гласање. Избрани се и првите 10 финалисти кои ќе настапат и во сабота вечер. Лена Златкоска со песната "Да сум твоја", Зоран Рудан Цеки "Душа балканска", Стефан Давидовски "Што ке ми е друга", Александра Јанева со песната "За 100 години", Викторија Лоба "Ти знаеш најдобро", Мартинијан Кириловски со песната "Смрзната во преградка", Александра Михова "Да ми помине баш се", Горан Наумовски "Кога беше крај мене", Джокси Тројца и Марија Масле со песната "Балкатон". Второто полуфинале е вечерва каде 15 изведувачи ќе се борат за останатите 10 места во финале. Финалистите ќе се надпреваруваат за трите главни награди. Најдобрата песна на фестивалот ќе биде наградена со 10.000 евра. За втората награда се предвидени 7.500 евра, а трето наградената песна ќе добие 5.000 евра. Покрај главните награди ќе бидат доделени и наградата за најдобар аранжман, сценски настап, чија вредност изнесува 1.000 евра. Фестивалот е во организација на локалната самоуправа, а финансиски е поддржан од Министерството за култура и општина Штип.